Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Изгласани новите цени за паркинг во Охрид. Продолжува скрининг програмата за рано откривање на рак на грло на матка. Премиерот излажа дека е завршен дел од автопатот Охрид-Кичево, вели пратеничката Петковска. Иницијатива на струшки правници до Уставниот суд за апанажа на јавните функционери. Од полнок поскапуваат горивата. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес во првата половина од денот умерено облачно, ветровито и студено време. Беа измерени максимални 5 степени Целзиусови, а попладне намалување на облачноста и повремени сончеви периоди, но повторно ветровито и студено време. Во текот на ноќта кон вторник ведро со локална облачност и студено време. Утре на северозападна, северна, североисточна и централна Европа времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и снег со засилен ветер, локални врнежи од снег и на крајниот исток. Во останатите делови од Европа стабилно време со локална облачност, но студено. На Балканскиот полуостров во вторник времето умерено облачно со повремени сончеви периоди, ветровито и свежо. На крајниот север и крајниот југ полуостровот претежно ветро со локална облачност. Локално во централните делови на Балканот дожд, максималните дневни температури од 2 до 10 степени Целзиусови. Во Македонија во вторник студено утро со дополнителен пат на утринските температури кои ќе бидат од -7 до 2 степени. Во текот на денот времето облачно со сончеви периоди, ветровито и студено, максималните дневни температури во Македонија од 3 до 10 степени Целзиусови. Во Охрид во вторник умерено облачно време со повремени сончеви периоди, ветровито и студено со доумерен северен ветер, минималната -2, дневната 6. Во среда студено утро со температура од -4 степени, во текот на денот сончево со локална облачност и температура до 7, а во четврток умерено облачно време со сончеви периоди, доцна попладни и вечерните часови слаби локални врнежи од дожд и снег. Максималната дневна температура 7. Во петок времето претежно сончево со локална облачност и студено, минималната -2, дневната 4 степени Целзиусови. Супер акција во Миса Маркети. Грана падано 119 денари, ева туна 42 денари, M&M 79 денари, перони 46 денари, долче густо 288 денари, фери 1,2 литри 159 денари, четки за заби Орал Б 1+1 79 денари, Жилет Блу 3 Комфорт 199 денари, Авак средство за ветробранско стакло 3 литри 149 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Ресторан Далга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Изгласани новите цени за паркинг и користење на спортските терени со кои стопанисува јавното предпријатие Билјанини извори. Според образложението од раководството изнесено пред советниците на денешната седница, јавното предпријатие има потреба од зголемување на приходите поради драстичното зголемување на трошоците во работењето, а при конципирање на новиот ценовник се водело сметка поскапувањето да не е на терет на граѓаните на Охрид. За опозицијата во Советот, поскапувањето на услугите на јавните предпријатија не е изненадување, туку пракса. Кај јавното предпријатие Билјанини извори посочија еден нов момент, давањето право на пајак службата да подига возила за неплатен паркинг, без асистенција од полиција. Со 17 гласа за и 5 против на денешната седница на Совет беше дадена согласност за дополнување и изменување на одлуката за утврдување цени за користење на спортските објекти и паркинг простори со кои стопанисува јавното предпријатие Билјанини извори. Со стапување на сила на оваа одлука, во премиум зоната паркирањето во 6 месеци од октомври до март ќе чини 30 денари по час, а останатите 6 месеци од април до септември 100 денари од час. Во зона А и зона Б паркирањето поскапува за 10 денари по час. Дневните карти ќе чинат 400 денари во зона А и 300 денари во зона Б во текот на 6 зимски месеци, а по цена од 600, односно 500 денари во 6 летни месеци. Новина е можноста да се извади дневна карта и во премиум зоната. Цената на месечните билети пак за паркирање за граѓаните останува иста и ќе важи за целата година. Директорот на јавното предпријатие Теодор Андоновски пред советниците кажа дека менаџментот бил приморан на ваков чекор поради зголемените трошоци на предпријатието. Тој посочи дека 65% од вкупните приходи одат за плати, 10% за покривање на трошокот за електрична енергија кој на годишно ниво е зголемен 6 пати. Трошоците за семиња, ѓубриво и репроматеријали се дуплирани, а од следната година на јавното предпријатие доделени и голф теренот кој во однос на трошоците ќе биде уште еден спортски центар. Ценовникот го конципиравме на начин да обезбедиме поголеми приходи, но тоа да не се рефлектира врз граѓаните. Премиум зоната е со најмал број паркинг места, но според јавното предпријатие е најкористена и таму има намалување на цената за 50%, додека пак за зоните А и Б ценовникот е направен во 2013 година и од тогаш не е менуван, потенцира Андоновски. Што значи вредноста на тие пари тогаш и сега е драстично помала. Трошоците биле драстично помали. Од минимална плата до се нагоре. И према тоа е поскапувањето за 10 денари, мислам дека не е драстично поскапување. Во однос на дневните карти, охриѓани не ги користат дневните карти. Месечните билети остануваат исти за цела година, точно за правните субјекти, за тие што изнајмуваат, јас, ева ќе кажам, за тие што, речено за хотелите по канала, по кио што земаат паркинзи, што закупуваат, за нив е од 1800 на 2200. Точно дека поскапено, меѓутоа, граѓаните не ги тангира тоа поскапување и мислам дека е голема работа што успеавме месечните билети да ги оставиме исти. Зашто најголем дел од граѓаните користат месечни билети и се навистина ефтини. Во однос на спортските терени охридските клубови не ги тангира ништо воопшто. Бидејќи сите охридски клубови има субвенционирани тренинзи. Значи тие не издвојуваат средства за тренирање. Цените за спортските терени се покачуваат за клубови кои доаѓаат на припреми во Охрид, што се однесува на седриштето во канало Студенчишта, нема поскапување за кајчињата и катамараните, а новите повисоки цени за глисерите се и понатаму пониски од цените на приватникот кој стопанисува со дел од каналот и делот кој е на Арама, објаснуваше Андоновски. Поскапувањето на услугите на јавните предпријатија не е новина, тоа стана пракса која започна со Охридски комуналец, потоа се зголеми закупнината на тезгите во пазарот, пошто следуваше енормно зголемување на цените во градски гробишта, кажа советничката од СДСМ Живка Ангелоска. Во случајот со јавното предпријатие Билјанини извори, покрај ценовникот има и нов момент во споставување на нови права на предпријатието и дополнителни обврски за граѓаните, посочи советничката. Досега отстранување на возила, пајак службата вршеше со асистенција и присуство на полицијата поради непрописно паркирање, а сега предпријатието ќе може да подига возила за неплатен паркинг. Ако го погледнете ценовникот, ние како советници тука треба да дадеме право на јавното предпријатие да врши само отстранување и пренесување на возила
од паркинг просторите со кои што стопанисува јавното предпријатие, секогаш кога нивниот контролор, блокатор, ќе го побара тоа од јавното предпријатие, затоа што возилото не било внесено во системот на наплата. Она што треба ние да го размислиме е дали Советот има надлежност, има право да му даде на јавното предпријатие право самото да врши отстранување и пренесување на возила од јавните паркиралишта, а тоа да му представува како еден вид инструмент за реализација на наплата. Јас мислам дека тоа не смееме да го дозволиме. Во однос на забелешката на советничката Ангеловска за измените за ПАЕК службата, директорот на јавното предпријатие посочи дека општина Охрид не е прва во воведување таква можност, туку тоа веќе функционира во други општини како центар. Додаде дека потребата се наметнала затоа што јавното предпријатие имало сериозни проблеми со окупирани паркинг места со возила за кои не може да изврши наплата, а во кои случаи не можела да постапува полицијата. Советот на општина Охрид на денешната седница ја прифати оставката на советникот Нефи Усеини од редовите на ДУИ. Дневниот ред на 22-та седница, прва во оваа година, беше надополнет со точка за констатирање на оставката на советникот Нефи Усеини од ДУИ. Советникот поднел неотповиклива оставка која Советот ја прифати и ќе очекува известување од Општинската изборна комисија кој ќе дојде на местото на Усеини. На денешната 22 седница советниците ги изгласаа сите точки од дневниот ред, кој покрај со констатирање на оставката на советникот беше дополнет со уште две точки кои се однесуваат на изменување и дополнување на програмата за локалниот економски развој и на буџетот на локалната самоуправа. Советниците усвои одлука за определување на просечна цена за утврдување на пазарна вредност на градежно земјиште и за определување на пазарна вредност на земјоделско земјиште за 2023 година. Одлука за определување зони за утврдување на пазарна вредност на недвижниот имот на подрачје на општината Охрид. Советниците донесоа одлука за формирање штаб за заштита и спасување, за спроведување мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги, за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу општина Охрид и општина Дебарц. Измени и дополнување претрпе одлуката за поставување урбана опрема и времени објекти и за утврдување на закупнина за 2023 година. Помина одлуката за измени и дополнување на годишната програма за изработка на урбанистички планови на територија на општина Охрид за 2023 година и одлука за донесување на детален урбанистички план во урбана заедница 9, дел од урбан блок 9.1. Беа изгласани и 16 легализации на бесправно изградени објекти. Продолжува скрининг програмата за рано откривање на рак на грло на матката. Скринингот дава резултати со навремено откривање на малигните неоплазми и спасени животи. Од Центарот за јавно здравје напоменуваат дека подобро е да се посвети повеќе внимание на превентивните прегледи за да се спречат заболувањата отколку да се применуваат скапи лекувања. Во дејноста здравствена заштита на жената во гинеколошката дејност во Охридскиот регион најчести се воспалителните процеси на репродуктивните органи, а потоа следат проблемите поврзани со бременоста и породувањето, а на трето место се малигните неоплазми. Во првата и последната група има намалување на стапката на заболувања во периодот 2019-2021 година, вели доктор Даниела Чинговска од Охридскиот центар за јавно здравје, а тоа се должи на работата на матичните лекари и на програмата за рано откривање на карциномот на грлото на матката. Преваленцата се должи на тоа бидејќи интензивно се работи со тој скрининг, така да имаме повеќе откривање на тие неоплазми, меѓутоа за утеха е што се откриваат сепак во тој почетен стадиум карцинома инситу или повеќето се и бенигни, така да овозможено е да речам и излекување на овие состојби. Значи, многу е важно да кај оваа популација се работи на зголемување на свеста за да ги искористи оние скрининзи што се во превентивните програми донесени за да ги искористи за да се откријат да речеме тие заболувања кои што со рано откривање нудат и излекување.
Минатата година со скринингот се опфатени жени на возраст од 35 до 45 години, а за оваа година допрва ќе се одреди возрастната група. Од Центарот за јавно здравје укажуваат на потребата од реална алокација на ресурсите во здравството. Во регионов е голема стапката на смртност кај доенчињата. Последните статистички испитувања покажуваат дека таа е зголемена и е надпросечната во државата. Во 2021 година во Охрид процентот е 4,5, а 3 на 1000 живородени деца во републиката. Би требало да се обрне внимание на животот уште при зачетокот. Значи, важно е бремената жена да ги добива соодветната грижа и нега од превентивните здравствени тимови, па потоа и од куративните здравствени тимови. Така да од патронажната служба посета на бремена жена била во просек 1. Значи, една посета на бремена жена во тек на 21 година, што е малку. Значи, најмалку треба 3 посети во тек на бременоста од страна на патронажната сестра, особено во руралните подрачја. Меѓутоа, знаеме дека недостигот на кадар секаде е проблем, па така и во патронажната служба. Подобро е да се посвети повеќе внимание на превентивните прегледи за здравјето на жената, отколку да се лекуваат болести и последиците, потсетува специјалистот по социјална медицина и јавно здравје. Нема интензивирање на градежните работи на автопатот Кичево-Охрид, кажа денеска претеничката од ВМРО ДПМНЕ Лидија Петкоска во врска со изјавата на премиерот Ковачевски за завршени 57 километри од делницата. Граѓаните и туристите кои доаѓаат во Охрид најдобро знаат дали навистина возат по нова автопатска делница до Охрид, посочи претеничката. Излеговме на терен за да се увериме како лаже Ковачевски и дали навистина се завршени 1300 километри патишта кои што премиерот гордо ги исчита на седница за претенички прашања во четвртокот и за кои дури видовме совршено склопен и намонтиран видеоспот, кажа денеска претеничката од Охрид од редовите на ВМРО ДПМН Лидија Петкоска. Во моментов се наоѓаме на дел од 57 километри од автопатот Кичево-Охрид, за кои Димитар Ковачевски во четвртокот излажа дека се изградени. Не гледаме работници, не гледаме машини, но треба да веруваме во лагите на владата дека вложува во патна инфраструктура која треба да значи развој на економијата и на туризмот, кажа Петкоска, потенцирајќи дека граѓаните и туристите кои доаѓаат во Охрид најдобро знаат дали навистина возат по нова автопатска делница. Петкоска посочи дека СДСМ дојде на власт во 2017-та советување за конкретна изградба на автопатот Кичево-Охрид, за истото повторно да го вети со програмата Можеме и со програмата План за живот во Македонија. Во моментов имаме уште едно ново лажно ветување за комплетна реализација на автопатот Кичево-Охрид, сега веќе во оваа 2023 година. Речиси 6 години после овие лажни ветувања завршена е и пуштена за сообраќај, но под времен режим само десната страна од делницата помеѓу Требеништа и Охрид во должина од 8,5 километри. Реалноста е дека ископаните патишта и дупките остануваат и понатаму да сведочат за тоа дека владата ниту вложува во инфраструктура, ниту пак се грижи за интензивен или било каков економски и туристички развој, обвини Петкоска и додаде дека поради тоа потребни се итни предвремени парламентарни избори со кои грижата за Македонија ќе ја преземе нова сериозна влада. На иницијатива на правници од Струга, Уставниот суд ќе ја преиспитува уставноста за исплата на апанажа на јавни функционери кои се разрешени или дале отказ пред завршување на нивниот мандат. Иницијатива за оспорување на одредбите од Законот за надоместоци и плати на јавните функционери. Правниците ја поднесоа пред 10 месеци. Сметаат дека исплатата на апанажа го нарушува принципот на еднаквост на сите граѓани. Уставниот суд ќе преиспитува уставноста на одредбата за исплата на апанажа на разрешени јавни функционери, но и на оние кои дале отказ пред завршување на нивниот мандат. Иницијативата за преиспитување и оспорување на уставноста на одредбите од Законот за надоместоци и плати на јавните функционери пред 10 месеци ја поднесоа правници од Струга. Тие бараат целосно укинување на апанажата како класна привилегија, но Уставниот суд одби. Ова практично значи дека и мислењето на Уставниот суд во конкретниот случај беше дека со ваквата одредба, значи самиот чин што функционерот дал отказ или бил разрешен од функцијата, произлегува некоја одговорност од неговото работење, така да се постава прашањето
на оправданоста на исплатата на апанажата. Исплатата на апанажа го нарушува принципот на инаквост на сите граѓани. Функционери, раководители, директори, министри, пратеници добиваат апанажа по завршувањето на нивниот мандат, што представува дискриминација по општествен статус. За обичниот работник не се предвидени вакви надоместоци, додека за функционерите, како општествена категорија во едно општество, се предвидени вакви надоместоци и тоа од буџетот на државата. Тупак уставот не предвидува посебни права на определена група на луѓе кои што единствено по кои што се разликуваат се нивни некои државни функции. Законот за работни односи предвидува исплата на плата за извршена работа, а именуваните функционери добиваат исплата на плата по завршувањето на работниот однос. Според правниците, тоа не е ниту економски, ниту правно оправдано. Од утре, касарна ХАП заедно со нивните соработници ќе започнат со одржување на повеќе курсеви за програмирање за деца на возраст од 9 до 15 години. Децата според возраста имаат можност да изберат програмирање со Scratch, програмирање со Python, програмирање со C++, Microsoft Office основно и напредно ниво, WordPress и Google Apps. Секој курс има почетно и напредно ниво. Првите курсеви ова полугодие ќе се промотивни и ќе бидат бесплатни за децата. Предавањата се конципирани еднаш неделно по 90 минути во период од 3 месеци. Ке се одржуваат во просториите на касарна ХАП. Потребно е секое дете да носи свој лаптоп компјутер. Бензините од ноќеска на полнок поскапуваат за 1 денар за литар, а цената на дизелот се зголемува за половина денар за литар, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Со одлуката се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 0,5%. Новата малопродажна цена на Евросупер БС 95 ќе изнесува 84 денари за литар. Евросупер БС 98 ќе се продава за 86, а Евродизел за 84,5 денари за литар. Со одлуката на регулаторна за 1 динар за литар се намалува малопродажната цена на екстра лесното масло за домакинство и ќе изнесува 82,5 денари. Малопродажната цена на мазутот пак се зголемува за 0,304 денари за килограм и ќе изнесува 41,346 денари. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Изјавата на германскиот канцелар Олаф Шолц дека нема да испрати Германија борбени авиони во Украина следува откако тој минатата недела се согласи да испрати 14 тенка Леопард 2, пошто официјален Киев ги засили повиците до западот за испраќање и борбени авиони во земјата. И покрај засилените повици од официјален Киев до западните земји за испраќање борбени авиони и оружје со цел подобро справување со руската инвазија, германскиот канцелар Шолц уште еднаш повтори: оти Германија нема да испраќа борбени авиони. Шолц кажа оти прашањето за испраќање борбени авиони воопшто не се поставува и додаде дека Германија не треба да влегува во постојана тендерска војна со системско оружје. Тој предупреди да не се зголемува ризикот од ескалација и нагласи од Москва веќе остро ги осудила најавите за испраќање на борбени тенкови во Украина. Советникот во американскиот Стейт Департмент Дерек Шоле и специјалниот пратеник на САД за Западен Балкан Габриел Ескобар посочија дека е време да се формира заедница на општини за српско мнозинство и дека тоа е правно обврзувачка меѓународна обврска. Шоле и Ескобар во авторски текст за Приштинска коха објаснуваат како би изгледала унијата и наведуваат дека една од најважните цели на САД на Западен Балкан е да се помогне да се создават услови за здрави, мирни и стабилни односи меѓу Србија и Косово, оценувајќи дека ова е историска можност која треба да искористат двете страни. Нагласуваат дека меѓу најкритичните задачи е спроведување на договорот за заедница на општини со српско мнозинство и дека е време јасно да се каже што е, а што не. Како што објаснуваат, заедницата би била структура за општини со мнозинско српско население, која би ги координирала прашањата и услугите како што се образование, здравство, урбано и рурално планирање и локален економски развој. Со други зборови, функции кои се одговорност на сите општини на така наречено Косово. Двајцата американски дипломати потенцираат дека САД се подготвени да ја поддржат Приштина во исполнувањето на врската за формирање на ЗСО и дека ќе стојат на секој чекор до неа.
Во градот Пешавар во северозападен Пакистан денес се случи експлозија во џамија за време на молитва. Полициски представници изјавија дека делот зграда се урнел и се верува дека луѓето се уште се заробени под урнатините, пренесува Reuters. Портпаролот на болницата Лејди Райдинг во Пешавар изјави дека има 90 повредени досега, од кои неколку во критична состојба. Земјотрес со јачина од 6,1 степен според Рихтер утринава го погоди оддалечениот дел на северозападниот кинески регион Ксинџијанг, за сега нема информации за поголема материјална штета или повредени, јави кинеската новинска агенција. Земјотресот ја погодил областа во 7 часот и 49 минути по локално време, а според прелиминарните податоци на кинескиот центар за земјотреси, јачината на земјотресот била 6,1 степен. Американскиот геолошки институт ја измери јачината на 5,7, а кинеската државна телевизија прикажа снимка на луѓе кои се евакуирани од аеродромот во округот Шахе, при што висат светилки и се тресе земјата. Можете исто така да го видите персоналот кој го проверува поврзувачкиот дел на аеродромот, а сеизмолозите и другите служби не се пријавени никакви прички во локалната електрична мрежа, производството на нафта и газ или петрохемиската индустрија, соопшти агенцијата Ксинхуа. Тоа е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Довидување.